Текстот што го читав на почетокот, сакав да биде вовед за она што сега денеска ќе озборуваме од Евангелието по Матеј, а тоа е ова. Да знаеш дека ќе те мразат. Знам дека не е многу убав наслов, ама е вистински. Реален е во однос на христијанскиот живот. И сакам да го прочитаме тој текст што е таму спомнат од Матеј 10 глава 5 до 25 стих. Текстот вели вака. Овие 12 ги испрати Исус и им заповеда велејки. По пат кон незнабожци не одете и во самаријански град не влегувајте, а одете најнапред кај загубените овци на домот Израелев. И одејки, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Болни лекувајте, мртви воскреснувајте, лепрозни очистувајте, демони изгонувајте. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Овие 12 ги испрати Исус и им заповеда велејки. Во вашите појаси не носете ниту злато, ниту сребро, ниту бакар, ниту торба за пат, ниту две облеки, ниту обувки, ниту стап, зашто работникот ја заслужува својата храна. А штом ќе влезете во некој град или село, распрашајте се кој е во него достоен и таму останете додека не си отидете. И кога ќе влезете во домот, поздравете го. И ако домот биде достоен, вашиот мир ќе дојде на него. А ако не е достоен, тогаш вашиот мир ќе се врати кај вас. Ако пак некој не ве прими и не ги послуша вашите зборови, излезете од тој дом или од тој град и истресете го правото од вашите нозе. Вистина ви велам, полесно ќе биде на Содомската и Гоморската земја во судниот ден, отколку на тој град. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулави. Пазете се од луѓето, зашто ќе ве предадат на судовите и по нивните синагоги и ќе ве камшикуваат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за сведештво пред нив и пред незнабожците. А кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Бидејќи нема да говорите вие, туку духот на вашиот Отец ќе говори преку вас. И брат ќе предаде брат на смрт, и татко своето чедо, и ќе се дигнат чеда против своите родители и ќе ги убијат. И ќе бидете намразени од сите заради моето име. На кој ќе претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите Израеловите градови пред да дојде Синот човечки. Ученикот не е поголем од својот учител, ниту слугата е поголем од својот господар. Доволно му е на ученикот да биде како својот учител, а за слугата како својот господар. Ако домакинот на домот го нарекле Велзевул, тогаш колку ли повеќе неговите домашни? Знам дека е малку долг текст. Знам дека е текст кој можеби на брзина го читаме некој пати и на брзина ќе го претрчаме затоа што си викаме да. Ова се однесува на учениците или на некој таму, ама во основа овде имаме едно многу интересно упатство за тоа како ние всушност евангелизираме, како ние го споделуваме Евангелието. Неколку работи може да се извлечат многу кратко тука што ќе ги погледнеме, ама едното е како ние да почнеме и како да вршиме служба христијанска. Многу едноставно на прв поглед, ама не е толку просто. Има во овој текст и прашања кои ни се малку чудни и неодговорени. Например, тој вика дека вие нема да ги обиколите, вика сите градови пред да дојде Синот човечки. Што значи тоа? Кога ќе дојде повтор пат, кога ќе се врати? Кога ќе воскресне? Може би нешто сосема трето. Нема да навлегувам во тоа сега, затоа што реално не ни е битно за поентата на овој текст сега во моментот. Не велам дека не е битен текст, ама за она што сакам да го кажам, навистина многу нема да ни смени. Ама, ако го погледнете текстот природно некако од 5 до 15 стих се дели во тоа како ние да го споделиме Словото, всушност тука почва да зборува, потоа зборува за тоа дека кога ќе го пренесеме Словото на другите, ајде да го кажам тоа просто, кога ќе кажеш дека си верник, каква ќе биде реакцијата на луѓето на тоа што ќе го кажеш, и третото е, од кај ќе ни е сила да издржиме. Кога ќе налетаме на таа реакција која вистински тамо стои ќе се случи. Не може да ја нема. Тука. Првото за кое сакам да зборувам е дека овој текст не можеме да го разбереме ако не се вратиме во 9-та глава. Малку погледнете во глава 9 и ќе видите таму на крајот на главата Исус оди по градови и села и започнува служба. И каде и да одеше, мислам дека тоа го зборувавме пред неколку пати кога зборував, он ги испрати учениците што да прават, да проповедаат, да зборуваат за вистината, да исцелуваат, да им кажуваат дека царството на луѓето околу нив дека дојде царството Божјо. И таму вика поминаа по сите градови и села. Ова сум го кажал, повторно ќе го повторам. Имам една многу пар книги што ми се во библиотеката од еден германец
кој го има напишано и импресивен ми беше и затоа ги случува в книгите, ти зборува и за наш стоби тука низ Македонија, малку. Ама интересно е дека тој тврди, кога седнал таму, нашол пописи од римјаните, каде се имало всушност градови и села, кога биле тие градчиња и села, дали стварно можело за време на 3,5 години Исусова служба, 3,5 години, стварно да се помине ни сите. И он дава околу 800 страни одговор, да, можно беше. Ако ви се чита, ќе ви ја дадам книгата Слободна земете, ама реалноста е, вика, стварно помина по цел Израел и проповедаше на сегде кај што требаше да оди, кај што го види. Ама во 9:36 има еден интересен стих, додека одеше проповедаше, вика, штом виде многу народ се сожали над нив зашто беа изморени и напуштени како овци без пастир. Интересно е, не знам дали се размислувале малку подлабоко за тоа. Кога Исус погледна, вика, на човечката раса, на тие што ги створи, ги погледна и му личеа како овци. Не вели дека ги погледна и му личеа на загубени луѓе, на интелектуалци што тргнале по погрешен пат, на нешто друго. Вика, овци. Зошто овци? Затоа што реално, пак ќе кажем, јас не сум бил никој пати овчар, ама сега во Ирска, додека бев цел месец околу мене, на секое поле имаше овци еден коп. Затоа што овцата е интересно животно што секој пати ќе се најде да заглави во бег. Или ќе изеде нешто што не треба, или ќе се заглави некаде, или ќе направи нешто што не треба. И па некој мора да помогне да се реши. Тоа е вистината, тоа е реалноста. Кога не гледа нас, тој вика, тие се такви, не може да си помогнат, мора да имам сочувство кон нив. Замислете Исус да нема сочувство кон нас. Да не се постави како пастир према овците, кој да се постави како да кажеме судија према обвинет човек. Што ќе правиме тогаш? Со полно право може да го направи тоа, ама не, вика, пристапува со сочувство. Да, вистина е дека Исус збеснуваше, лош збор, ама стварно имаше гнев во еден момент. Ке се сетите кога ги погледна овие менувачите на пари, фарисеите таму. Беше стварно луд. Ама основната нишка, која погледнете на цела негова служба на земјата, беше сочувство кон оние кои не можеа да живеат поинаку колку што живееме. Тоа сме ти и јас. Зошто? Затоа што Библијата вика дека и јас и ти сме робови на гревот. Кога си роб, ти немаш право да одлучуваш што ќе правиш. Ти можеш да речеш јас имам ширина што правам, ама реалноста е дека си роб. И мора да го правиш тоа што твојот Господар ќе го каже. И во таа состојба Исус не гледа и вика, имаше сочувство кон нив. Не осуда, првата реакција, она дефолт позиција, ако сакате, е сочувство. И што прави Исус? Ја кажува вистината пред луѓето, ги поучува луѓето, ги исцелува, ги води, поучува 12 и следното нешто што го прави, вика и сега, тргнете, одете и вие правите го истото. Ја тука почнува страшниот дел. За мене и за тебе што се нарекуваме верници. Затоа што до овде Исус прави, учениците прават, некои професионалци прават, се е супер. Ама сега веќе доаѓаме поблиску до мене, поблиску до тебе. Тука на текстот. Вика, сега твој ред. Сите мои ученици, сите мои следбеници мора да се вклучат во мојата мисија. И тука веќе, пак ќе речем, станува многу блиску. Што можеме да научиме од ова? Прво, ако погледнете во сите, во Матеј, Марко, во Лука, ќе ги видите сите овие ова иста случка. Во Матеј 10 праќа 12 ученици. Во Марко 6, ако видите таму, исто 12. Ама во Лука 10 вели дека испрати 70 луѓе. Не само 12, 70 е број на совршенство. Поентата му е сите ќе заменат. Сите вие ќе тргнете и ќе одите и ќе видите ученици. Има неколку примери тука за мене и за тебе. Значи, првото нешто кое сакам тука да го нагласам е ова, дека што и да правиме, кога ќе решиме да одиме во служба, кога ќе решиме да одиме во служење, односно кога веќе сме во служење, што сме поверувале во Исус, мора неколку баланси да ја направиме, неколку работи мора да ги балансираме, ако реално сакаме службата да функционира онака како што Исус бара од нас. Многу една битна работа. Значи, првиот, темелниот став со кој вршиме мисија е сочувство. Првиот, темелниот став е сочувството. Зошто? Затоа што Исус не одеше само наоколу и не ја кажуваше само вистината. Ке ти кажам што е право, како треба да работиш, што треба да правиш. Вика, лекуваше лепрозни,
Знаете што значи да се допреш со лепра? Церемонијално, нечист, месец дена, одвоен од сите. Лепрозниот беше одвоен, тој што ќе го лечи, тој е веќе одвоен од сите. Не знам колку знаете, ама Хавај била лепразна колонија долги години. Да, верували или не, историски гледа. Зашто? Да ги тргнат луѓето што понастрана. На остров Лиси, што и да се случи, ќе умреш таму, не? Карантин, што би рекле ние. Такво. Ама поентата е дека сочувството беше темелот на тоа што го правеше. Знам дека другите те отфрлиле. Знам дека не те сакаат. Знам дека си отфрлен, знам дека си лош, знам дека си расипан, знам дека си се. Јас сум дојден тука да ти покажам сочувство. Тоа беше првото нешто. Затоа што евреите што го правеа, беше тој е нечист, тој не е од мојата сорта, јас ке се повлечам, не сакам да имам ништо со него. И ова е многу лош став. Често се гледа по црквите. Секој пати кога некој во црква ќе рече ние и тие таму надвор, почнува од ставот немање сочувство за тие што се надвор. Затоа што ќе рече ние, што сме луѓето, ние верните и тие што не поверувале. Кога е ние и тие, ние правиме една разлика во стил. Боже, фала ти што не сум како она другата група од таа страна. Ама истовремено, значи доаѓаш како слуга, работиш како слуга, ама во 14 стих балансот на сочувството е, ако не ве примаат, истреси го правот, замини си. Тоа беше една многу силна осуда во времето на евреите. Кога евреин, значи без евреин ќе влезеше во дом на некој, не оди како што треба. Проблеми се случуваат, не го слуша, излегува, ги тресе обувките и вика, ни прав не ќе од тебе подалеку. Веќе со тебе буквално не сакам да имам ништо. Ти си нечист. Поентата е, ние мора да имаме сочувство кон неверните, ама мора да ја кажеме вистината. Не можеме да имаме сочувство само, милите, кудрите, сиротите, без да кажеме, ова е твојот грев. Како ќе му помогнеш на некој да излезе од гревот, ако не му укажеш на гревот? Како ќе укажеме, рековме, со сочувство. Памтите кога зборував еднаш на една тема, извадија прво раската од твоето око, па после од окото на другиот? Ако не се сеќавате, побарајте ја на интернет. На YouTube, таму на канал. Поентата беше како вадиш раска од нечие око. Полека, бавно, внимателно, ама ја вадиш. Не викаш, не се секира, боли, ама ајде, нема гај, слободно, уживај само, ти терај си. Ние мора да покажеме за тоа дека го има гребот. Тоа е првиот баланс. Вториот е баланс тука што го гледаме е зборовите и делата. Да, проповедаше, повикуваше луѓе на вера и на сите ствари. Ама истовремено ги нахрани тие што има потреба, ги исцели тие што беа болни. И ова реално е многу тешко да се направи во една црква. Многу тешко да се направи кај нас. Ние сме пробувале, знаете, како црква сме работеле многу со хуманитарна помош, сме работеле малку. Сега веќе немаме толку или не работиме во моментот толку со хуманитарна помош, ама хуманитарната е меч со две острици. Многу голем меч со две острици. Знаете зошто? Затоа што од една страна може да отидеме во толку што ќе кажеме само да го најадеме, да го напиеме, да му помогнеме, да го извадиме од ситуацијата во која се наоѓа. Ама тоа нема да му ја реши вечноста никој пати. А од друга страна е, зборуваме само, нели, најади се, напи се, облечи се, а не правиме ништо да го најадеме, напиеме и облечеме човекот од другата страна. Балансот мора да се појави. Каде е балансот? Сите многу добро знаеме кај е балансот. Слушав еден многу познат теолог пред година и пол, 2 години. Го слушав на подкаст додека возев. И некој го прашуваше, нели, колку хуманитарна работа е многу хуманитарна работа во една црква или колку хуманитарна е мала хуманитарна. Знаете што кажете? Вика, правете колку што сакате хуманитарна работа. До максимум колку што можете и истовремено проповедете за пекол. Да видиме дали тој што зема хуманитарна сака да чуе да ходи во пекол, ако не се покае. Ако го нема тој баланс, ние само ги лажеме луѓето и ги мачкаме очите. Господ те сака, нати оди си. Фала, Господ не сака, супер. Ама Господ сака да ти го реши гревот, затоа те сака. Така што тоа е втор баланс што тука треба да се најде. Двата модела, само социјала и само евангелие се погрешни. Балансот мора да го најдеме на средина, ама мора да сме свесни дека треба да има баланс пред да го направиме тој баланс. Ако не ви се верува, гледайте што направи социјалната политика низ многу западни земји. Јас сретнав луѓе на кои им е полесно да не работат, да седат дома, отколку да работат.
Зошто? Затоа што се вика, па малку помалку добивам од социјално, но барем не се мачам. Еноки во Британија бев во Ирска. Го гледав тоа. Не е тоа поентата на социјалната работа. Социјалната не би требало да биде тоа. Еден друг баланс има тука што се однесува, значи со финансиите. Што им кажува Исус? Вика, во вашите појаси не носете ниту злато, ниту сребро, ниту бакар, ниту торба за пат, ниту две облеки, ниту обувки, ниту стап, зашто работникот ја заслужува својата плата. Вика тука. Сакаме да имаме проповедник, треба некој да го плати. Сакате да има клима, треба некој да плати струјата. Сакате да се исчисти, треба некој да го направи тоа или да го плати да го направи тоа. Секој што мисли дека во црквата имаме некој извор на пари од негде, знаете, никој не го знае, само пуштаме славина и изимаме, се лаже дебело. Секој што мисли дека банка стои за црквата, се лаже дебело. Барем конкретно за оваа црква тука, можеме слободно да зборуваме, затоа што сите, барем што сте почесто тука, ги видовте финансиите, финансискиот извештај на крајот на годината. Сакаме да се проповеда словото, ќе платиме за тоа. Сакаме да го слушаме словото, ќе платиме за тоа. Како така? Срамота е за пари да се зборува. Зашто? Кога одите на работа, не прашувате колку ќе ве платат? Не прашувате у продавница колку кошта нешто? Кога последен пат ви текнала прашате, колку ни се трошоците во црквата? Како ги покриваме? Кој ги плаќа? Кој ги покрива? Имаше една теорија по црквите на времето, знаете, луѓето од запад го плаќаат тоа. Па сега повеќето наши деца се на запад. Плаќаат? Не знам. Погледнете ги сметките на нашата црква, ќе видите кој колку плаќа и кој како плаќа. Многу одамна, 92 година, еден човек што е сега со Господа, Џон Блейк, а во Македонија рече на многу убава работа. Евангелието е бесплатно, евангелизацијата кошта пари. Ево ќе земете книга која ќе ја дадете на некој, некој ја платил. Па биди ти. Кога ќе земеш Библија да дадеш на некој, некој ја платил Библија, биди ти. Брошурка била 5 денови, биди ти платија. Знаете, онај став, црквата треба да ми даде нешто, е наша вина. На тие што сме редовно во црква. Тоа не е вина на тие од надвор. Тие доаѓаат и викаат што ќе ми дадеш. Јас не знам човек што влегол во православен храм, отишол кај свештеникот и рекол: "Оче, што ќе ми дадеш што останам тука?" А ние некој пат викам: "Ќе ти даеме хуманитарна, ќе ти даеме ова, ќе ти даеме она." Браво. Размислете за тоа. Тоа е баланс еден кој мора да го имаме, сакале ние или не. Инаку, ова оди и во другиот екстрем, во однос на црковните служители. Ние имавме неколку случаи во последно време, последните неколку години, луѓе што по телевизија, телеевангелисти, нели што ги гледаме на сите страни таму, кои купува мултимилион долари куќи, кои се возеа екстремно скапи автомобили, кои купува приватни авиони. Зашто? Затоа што еден од нив кажа дека не сакал да седи до некој во обичен, нели комерцијален авион, за неговиот дух и неговиот демон да не се пренесе на него, кој кога оди да проповеда некаде. Мислам, имаме и такви глупости. Значи, од амвонот има глупостите, не само доле од публиката, така уставно да кажем. Значи, баланс мора да постои. Не зборуваме за екстравагантност, ама од друга страна, тука вика работникот си ја заслужува својата плата. Или храна, или како сакате веќе. И уште нешто. Уште еден баланс, ако смеам тука да го кажам. Од една страна Исус вика треба по сите градови и села доди. Значи, насегде, како што вика, нели тука во Библијата. Ама истовремено, Исус вика, не можете да тргнете без стратегија. Јас знам дека многу често викаме, стратегија, може би не библиски, не христијански се прави. Ама, секој во куќата прави стратегија. Која сметка ќе ја плати, која ќе ја остави за показ. Што ќе купи овој месец, што ќе купи другиот месец. Вистина ли? Освен ако имате толку многу што ви сејат. Дај Боже да е така. Не. Ама реалноста е дека секој прави стратегија како ќе го води животот. Ние мора да направиме стратегија во нашиот живот како ќе кажуваме на другите. Например, не може тука да запнеме, кога Господ мене ќе ме прати во Јужна Африка, јас таму ќе им кажам на луѓето за Господ. А живееш во зграда од 30 стана. Сега дека Господ не ме испрати во Јужна Африка, јас чекам, нели? Тогаш ќе ми дојде времето мене за евангелизирање. Не е тоа така. Тука има стратегија. И вика, прво почни од тие што ти се најблиските. Почни со тие што се најблиските, твоите, тие што ги познаваш. Потоа оди понатака, потоа оди на крајот на светот, потоа оди скроз кај луѓе што до сега не си ги видел или не си имал шанса да ги видиш.
Гледате што вика, кога ќе влезете вика во некој дом, таму исто така тоа го кажува. Кога ќе влезете вика во некој дом, најдете човек таму што е волен да ве слуша. За вас што сте со операција Божикто дете, нели пакетчињава што ги носеа Божикне пакетчиња, во нив има една иницијатива, се вика недостегнати групи луѓе. Идејата е оваа. Идејата е, има ли некоја група луѓе, националност, некоја групичка таму кај вас во земјата, околу вас како црква, во која никој не служи? Размислете кои се тие, дајте направете нешто за нив. Тоа е оно што Исус вика, седнете, размислете, направете стратегија каде ќе одите. Кога Павле одеше во книгата во Дела апостолски, и тој текстот што го читав, тој стварно проповедаше на сите. Ама прво ќе тргнеше, ќе отидеше кај оние што беа побожните. Се сеќавате. Тие беа неевреи кои ги интересираше монотеизмот. Беа неевреи кои слушаа, кои сакаа да чујат повеќе за Господ. И тој почнува од нив. Зошто? Затоа што тие му беа мостот помеѓу евреите и неевреите. Направил стратегија. Кога отиде во Атина, не тргна од не знам си каде таму, тргна отиде од аеропагот. Тргна од центарот кај што беше на целиот фокус на општеството. Отиде таму и рече, ајде од овде натаму ќе продолжиме со проповедање. Која е нашата цел? Која е нашето мисиско поле? Твоето мисиско поле? Кога ние со мед работиме првото и основното што ни беше да ги видиме децата во комшилукот. Не да им кажеме за Господ. Не е поента да ќе им кажеме на некој си таму што знам во Битола, а овие тука до мене што ми се во комшилукот, кој ќе чуе ако не им каже? Се разбираме, што сакам, нели? Што ми е тука поентата? Ние мораме да служиме на секаде, ама има место за стратегија. Ама тука има уште едно нешто што мора стварно да ни даде понизност и еден принцип. И малку е шокантно, ама мора да го кажем. А тоа е следното. Знаете, вика, ви сте велам, кога ќе проповедате, вика, кога ќе проповедате словото во некое село, и луѓето не ве послушаат, и ве избркаат од таму, село, град, комшилук, било каде, ставете се кај што сте вие, полесно ќе им биде на Содом и Гомор, отколку на тоа место. Зошто на Содом и Гомор ќе му биде полесно? Заради тоа што вика, тие не го слушнаа Евангелието. Тие што не го слушнаа Евангелието, вика, помалку се бара. Колку повеќе ти е дадено, толку повеќе ќе се бара од тебе. Сега, тука е проблемот, браќи и сестри. Тука е веројатно најголемиот проблем, предизвик, ако смеам да го кажам тука, во овој момент, во оваа моја порака. Ти и јас седиме тука. Јас сум се спремал, јас зборувам, јас кажувам, јас демек поучувам други. Знам повеќе. Ке се бара повеќе од мене. Ти денеска слушаш една проповед плюс од она до сега што си слушал. Од тебе ќе се бара плюс повеќе денеска. Од мене, од тебе, од секој од нас. Ова е оној предизвикувачкиот дел кој христијанството го бара, кој не остава туку така. Вика, ти слушаш, знаеш, познаваш, 2, 3, 5, 20, 30 години во животот си слушал за Господ, си слушал за Неговото Слово, растеш во познавањето на Господа. Супер. Поголема одговорност имаш да го живееш и да го правиш тоа што го бара Господ од тебе. Ама чекај, јас изговор немаме. Тоа е оно страшното нешто. Колку повеќе ти е откриено, толку поголема одговорност имаш. Ама ќе прочитам една нова книга. Поголема одговорност сум си качал. Ама сум седнал, сум држал проповед, поголема одговорност ми се дава. Ама наш Никола, што ни е пасторот и јас, сме седнали и сме проповедале на Галатјаните 5 глава за плодовите на духот. Поголема одговорност имаме да го покажеме тоа од таму, отколку пред да го проповедаме. Зошто? Затоа што така вика Христос. Колку повеќе ти е кажано, колку повеќе знаеш, колку повеќе разбираш, колку повеќе сваќаш, толку повеќе се бара од тебе. Во Јаков 3:1 вика, браќа, не станувајте мнозина учители, оти знаете дека ќе добиеме поголемо осудување. Со други зборови, што сака да каже? Убаво е да бидеш учител, убаво е да предаваш, убаво е да знаеш повеќе. Ама биди свесен дека твојата одговорност расте. Не опаѓа. Има еден концепт во православието, кој некој пати, например, ние и не го разбираме, да кажеме, од протестантите, она што го нарекуваат тихување. Демек, сега малку ќе го упростам, што можеби не е во ред да го направам, а поентата е, кога јас ќе го осознам Бог толку многу во еден момент, јас веќе нема што да кажам, јас молчам. Јас морам веќе да молчам пред Господа и ништо повеќе да не правам.
Според мене не е библиски принцип. Поентата е колку повеќе знам, колку повеќе го осознавам Бог, толку повеќе треба да му кажам на другиот за него. Не е само за мене. Ако беше само за мене, да се замонашиме сите па да видиме до кај ќе стасам. Ама не е така. Не е тоа, мислам, основната поента на се тоа. Што правиш со знаењето што ти го дадов? Ова го поминавме тука. Главната поента пак е рече, не смееш да видиш христијанин што ќе биде само конзумент. Што ќе има само конзумација. Доаѓам од црква, зимам што има, си одам дома. Доаѓам од црква, зимам што имам, си одам дома. Не е проблем, направи го тоа, ако сакаш. Одговорноста си оди со консумација. Колку повеќе конзумираш, толку поголема одговорност имаш пред Господ. Па сега, не сум тоа јас. Тоа го кажува самиот Господ. Тука. Ева ти е службата. Ако го носиш Христовото име, направи. Некој ќе го направи со стоење тука, некој ќе го направи со поучување деца што никој нема да те види доле, некој ќе го направи со комшиите, со пријателите, со другарите со кои ќе го сподели евангелието преку животот и преку зборот. Едно време мислев дека е многу мудра она изреката што беше проповеде го словото и ако треба ползува зборови. Немек дај го пример, не е вистина. Библијата вика верата доаѓа од слушање, а слушањето доаѓа од Божјото слово. Ти кажи го словото и живеј го словото. А не само живеј го словото, па белки некој ќе се сети да ме праша зошто ова го прави. Така не може да оди таа работа. Ние во Ефесијаните 2:10 знаете што вика таму. Бидејќи сме негова творба создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог однапред ги подготви за да живееме во нив. Просто, едноставно нешто. Ако си христијанин, ако си христијанска, ти си испратен, ти си пратен. Имаш одговорност да си исполниш пратеничката функција која ти е зададена. Сега, во Македонија ние има пратеници што не се појавуваат во парламентот 100 години. Нали, ќе ги изберат, ќе се појават на првата седница, ќе се појават на последната и само зимата панажи. Тоа не е христијанство. Ти си повикан, ти си повикана да отидеш да му кажеш на другиот за Господа. И немаме начин да избегаме од тоа. Ке кажеш, ама јас сум зафатен, јас не сум професионалец. Вистина е. Не сме сите во исти кош, не сме сите што и како правиме. Ама не е така. Ако погледнете историски на времето, сега кога бев во Ирска, земав една книга. Најдов книга како е развиен новиот хеврејски јазик што се зборува во Израел. Кога Израел 48 година кога стана држава, всушност интересно беше дека сите што се вратија евреите, секој зборуваше на свој начин. Кој од Германија, кој од Русија, кој од Украина, кој од кај дојде, секој со свој јазик се собра. Нема заеднички јазик. Човекот што се уби да го кодифицира нивниот јазик, зборува за тоа како почнува неговиот живот и зборува за Русија. Како се живеат во енклава, еврејска енклава, помеѓу сите руси, таму се собрани свирачот на покривот. Ако сте го знаеле, ако сте го гледале мюзиклот, нели нешто слично такво, малку по-конкретно. И вика тука собрани сите заедно, сите се помагаат, сите се знаат кој е писмен, знаат кој е неписмен, кој има пари, кој има помалце, кој со кого ќе стапи во брак, веќе знаат уште деца кога им се 8, 9, 10 години, нели се зависи на кај се наоѓаш нели во животот и така натаму. И си викам колку често црквата изгледа така. Сите собрани на купче, сите собрани во една енклава, сите се вртат тука околу, дури свој јазик имаат. Свој јазик имаме и не излегуваме од неа, ама ние сме испратени. И кога имаш такво општество кое е тесно затворено, прво луѓето ги си помагаат и на крајот ќе речат ај ќе избереме еден што ќе брка цела работа. Ќе го наречеме пастор, ќе го наречеме свештеник, ќе го наречеме поп, се едно е како, ќе го ставиме него напред и тој е одговорен да врши функцијата. Ќе му платиме како на водоинсталатор, како на електричар, како на механичар и тој си ја врши работа. Тоа е профит. Библијата вика секој од вас кој го има Христос како спасител е повикан. Знам оти денес не очекувавте ваква проповед веројатно, ама тоа е вистината. Затоа што Бог му рече на Аврам излези од таму кај што си и оди. Кај да оди? Остави се, ќе ти дадам друго. Мора ли? Мора. Сакаш благослов? Мора. Па сега бирајте. Тоа не, пак ќе речем, не е тоа од мене, тука е. Така работи со сите. Кај да одам? Таму кај што ќе ти кажам. Знаете дека Авраам не знаеше кај да оди? Кога тргна?
Одеше по патот, Бог ќе му рече сега оди таму, некој пат ќе направеше глупост, па ќе скршне, па ќе го врати Господ. Сепак, цело време Бог беше со него. Ама знаете што е убавото овде? Целата култура, целото општество околу нас ќе ви рече, ти си тука случајно на оваа земја. Се што си тука е случајно се случи. Па што, ако има план, кој го дал планот? Господ? Ако нема Господ, кој дава план? Никој. Значи се една случајност останато. Ако е случајно останато, лебдиш ни животот, малтене како едрилица без едро. Кај те влече струјата, натаму ќе одиш, натаму ќе тераш. Библијата вика, ти имаш план. Ти имаш цел. Јас ти ја давам целта. Оди кажи му на другиот за мене. Направи го тоа, па ќе ти дадам плюс од мојот план. Уште малце. И после секој ќе се најде во својата служба. Ваква, онаква, каква и да е, ќе си ја најдеме неа. Ова првото, ама на брзина сакам да поминам ова што е до крајот другото, предупредувањето од 16 до 23 стих. И таму вика дека луѓето ќе се навредат од Исус. Или со други зборови ќе ве замразат. Нема да ве сакаат. Ве праќам, вика, како беше оно? Како јагниња помеѓу волци. Бидете, вика, мудри како змија, ама невини како гулаби. И тоа го кажува. Што е поентата? Поентата е, немојте на сила да си правите проблеми. Јас познавав човек, дојде кај мене раните 90 години тука во Скопје, затоа што ме замоли, сакаше да му преведам некоја мала книжка. Се однесуваше на млада девојка која поверувала во една муслиманска земја, и он викаше, јас работам со муслимани, сакам да преведеме, да ја направиме на македонски, да ја издадем, никој пати не ја издадам, ама во ред, дојде, ја преведов, ја направи. Едно време го снема, го немаше, се врати после 2 години, што ти стана, каде беше, бев целиот Среќен Радосен бев во турски затвор. Зашто беше во турски затвор? Отизел христијанска литература на турски, на Рамазан застанал пред џамија и почнал да дели. И настрадав за Христос, целиот Среќен. Не си настрадал за Христос, си настрадал од глупост. Поентата не е тоа што ние ќе провоцираме, за да може да страдаме, за да кажеме, гледај колку страдаме. Видиме колку страдам. Поентата, бидете, затоа вика, бидете мудри. Не си барајте белја. И онака, вика, сите луѓе ќе ве мразат заради мене. Па што си ја барате белја? Тоа не значи ти нема ништо да прави. Ама кога гледаш дека не оди, кога гледаш дека не чини, кога гледаш дека имаш проблем, запри. Се сеќавам, имаше едно време, не знам дали Столе Петровски ќе се сети на тоа, ама имавме евангелизација како мет, нели, во едно село покрај Кратово. Едно село, името не му го знам веќе. Ама отидовме таму во селото и го покажувавме филмот Исус, се собраа деца и после имавме детска програма. Ден еден филм, окей, ден 2 детска програма, окей, ден 3, доаѓаме, бутаме клjuč, не влегва во бравата, некој ни бутнал дрце, а го изнајмивме просторот, беше продавница што ја платив. Бутнал дрце. Најдовме мајстор, дојде го извади дрцето, успеа, отвори, влегов и имавме чат. Четвртиот ден дојдовме повторно, сега беше чеп. Бравата нема отварај. Ништо не можевме да направиме. И отидовме, Столе беше одговорен за тој крај, Столе одеше посетуваше во тоа време таму Петровски. И му викаме, Столеве, после Столе отида во недела, требало да дојде на богослужба. И вика, имаше ли богослужба? Нема, вика, брат. Зашто? Затоа што вика, кога дојдов пред продавницата што имав изнаме, имаше, вика, еден куп луѓе од напред, вика, наредени сите, и доаѓа, вика, што е ова? Ние сме тука да ти забраниме да имаш тука богослужба. И вика, што? Ако деме како се спротивставам, што? Пак ќе те тепам. Столе, вика, се свртев и си замина. Бил кукавица? Не, бил мудар. Зашто? И да го натепале, ништо не мога да добие повеќе. Поентата е да не сме ние тие што ќе провоцираат. Па добро, зошто е Исус толку таков? Зошто толку боде очи, ако смеам да кажам? Затоа што кога Исус вика, јас сум патот, вистината и живот. Јас и таткото сме едно. Мене ме прати Господ. Уште пред да виде Авраам, јас бев. На сите јасни гласи им кажа, вика, јас сум Господ. И или ќе ме прифатиш како таков, или ќе ме одбиеш. Средина нема. Дајте во будизмот, во неговите 8 чекори можете да направите неколку, не морате сите. Во исламот со 5 столба на исламот можете да одржите 4-5, пак ќе поминете некако. Теоретски барем одењето на аџила, како не успееш да одиш од сиромов, деме Аллах нема да ти го земе за зло. Тоа е оној 5-тиот столб таму што стои. Ама, кога ќе кажеш верувам во Исус, животот треба да го покаже тоа. Иначе лажеш. И затоа Исус ги дели луѓето.
Не само тоа, поентата е дека сите други религии викаат еве што ќе направиш да се спасиш, Исус вика ти не можеш да направиш ништо да се спасиш, може само да го земеш тоа ја што ти го давам. Ова мене не ми годи. Јас сакам да направам нешто. Јас сакам да додам нешто. Од мене треба да излезе некоја работа. Има една интересна анекдота, ја читав сега во Англија за Џорџ Витфилд. Он беше во 18 век еден многу силен проповедник. Негови проповеди до ден денеска може да најдете на некои места. И една од жените која се обраќа заради неговата проповед била Леди Хадингтон некоја си, која била многу високо таму во тие кругови британски аристократски, не знам си како. И почнала жената да го кани овој проповедник, да доаѓа кај неа во нејзиниот салон, нели, замислете ги оние филмови нели за Англија, за да го проповеда словото Витфилд тука. Човекот ќе дојде, ќе проповеда, ама богаташите не сакале да слушаат. И една од тие таму нивните луѓе, една госпоѓа таму за чие име всушност го нема, само се спомнува дека била таму некоја војводка од Бакингем, не знам си каде, на својата пријателка, колешка и рекла вака. Вели, монструозно е да се каже дека имаш срце кое е исто толку грешно како на обичен пропалитет кој ползи по земјата. Тоа е навредливо и нападно. И не можам да преставам да се чудам зошто вашето величество со сите ваша позиција и педигре воопшто размислува за такво нешто. Поентата е, абе ти си аристократ. Зашто тебе ти треба спасение? Ти си супер. И ние ќе речеме колку лудо безумно. Ама во денешниот свет, ама ти си брат, сестра, татко, мајка, жена, внука, не знам си кој, на големи пастори, свештеници и така натаму. Па што? На сите ни треба ова што тука го зборува Господ. Не можеме да избегаме од него. И многу е интересно, оти ова предупредување од Исус доаѓа со едно ветување. Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате. Оти не вика ако ве предадат, вика кога ќе ве предадат, кога ќе имате проблем. Не грижете се, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете, бидејќи нема да говорите вие, туку духот на вашиот Отец ќе говори преку вас. Со друго зборови сака да каже Господ преку неговиот Свети Дух ќе ти ја даде мудроста што ти треба во моментот кога ќе се најдеш во искушение, во проблем. Што значи тоа? Некој пати ќе ни даде храброст да зборуваме храбро, некој пати ќе речеш окей, сега ќе замолчам, ќе барам, ќе чекам друга шанса да продолжам својот мол. Ама онаа основна позиција од која тргнуваме е позицијата дека сум пратен да кажам, а не дека сум пратен да ќутам. Тоа е големата разлика помеѓу овие две ствари. Статистички гледаме по светот, повеќе луѓе се обраќаат од луѓе во црквата отколку од пастори или старишини или некои си такви. Статистички гледано повеќе луѓе доаѓаат до црква од луѓе кои се од надвор, од луѓе кои се во црквата и кои викаат дојди види, како Андреј што го вика нели онај таму другиот ученик, може ли нешто Натанел, може ли нешто добро да излезе? Дојди види, повели. Оно што за жал денеска се случува многу често по запад, тоа ми стана фрапантно пред 2 недели. Ние знаете, се уште во нашите земји зборуваме за тоа дека е човек повикан во служба или сака да дојде во служба. Јас во Британија, јас во Америка, може да отидете на веб-сајт да видите список, се бара пастор за работно место тоа и тоа. Пасторот не е повикан, пасторот е вработен. Знаете колкава разлика има помеѓу тие две ствари? Ќе ви кажам која е разликата. Разликата е дека во Библијата вика наемникот кој ќе стане густо се пакува и бега. Така ли е? А пастирот вика чуварот останува да се бори за овците. Тоа е разликата помеѓу работно место проповедник или свештеник и повик за свештеник. Повик за работно место. Повик за не викам дека не работи, ама кажам дека е различно кога си заради повик, а друго е кога е различно кога си заради услови за работа. Значи тука е она предупредувањето. Видете во 2 Тимотеј 4:16 до 18, ви текнува минатиот пат, тоа го зборуваше овој Геза. Ви текнува? Што беше тука, пријател? При мојата прва одбрана немаше никој со мене, сите ме оставија. Нека не им се прими за греф. Но Господ беше со мене и ме укрепи за преку мене целосно да се исполни проповедта и да ја чујат сите народи, и јас се избавив од устата на лавата. Павле вика сите што требаше да стојат покрај мене, никој не застана покрај мене, ама фала му на Господ, тој беше тука.
Со други зборови, ни ти ни јас не сме никогаш сами. Во било која ситуација, во било која тешка, комплицирана ситуација каде што ќе се најдеме. Тука. И тоа е многу важен дел. Сега, сакам да завршам со нешто. Многу пати ние ќе кажеме како можам јас да кажам дека му служам на Господа цело време, кога реално не му служам на Господ цело време. Како може да се сметам себе си за пратен или пратена, кога не се чувствувам дека цело време го исполнувам она што Господ говори од мене. Тоа е реалноста. Фактот е овој. Фактот е следниот. Дека не е прашањето дали ние сме со Господа. Прашањето е дали Господ е со нас. А одговорот на тоа прашање е Господ никогаш не напушта, ниту не остава. Тука. Од 24 и 25 стих, практично од оној текст што го читаве, Исус самиот си кажува, вика, кога ќе тргнат проблемите, кога ќе станат тешкотиите, сети се на мене. Сети се, јас поминав исто како и ти. Мене не ме прифаќа, мене ме избрка, неговите домашни мислеа дека е лут, се сеќавате, дојде да го приберат, не е при здрав разум, нека дај да го приберем. Неговите домашни не му веруваат, нашите домашни нема да ни веруваат некој пат, ќе зборуваме за Христос, за Господ. Од друга страна, таму зборуваше исто така дека, што имаше другото кажем? Го избрка, при своите дојде, своите не го примија. На крај дојде и го растна. Супер ни беше додека ни правеше мерак, ама веќе не ни требаш, ќе те растем. Зошто? На крајот на крстот вика, Господи, Господи, зошто ме? Боже мој, зошто ме напушти? И од сето тоа вика, исто ќе биде со вас. Со таа разлика што јас нема да ве напуштам. Зошто? Затоа што и он помина со сето она што ние го поминуваме. Исус беше апсолутно сам. Ја зеде казната што јас ти ја заслуживме, за да не мора ти и јас да бидеме сами. Да имаме сила кога ќе кажеме јас сега ќе сакам да кажам на овој човек нешто. И да имам силата да му кажам, да не се крием, да не се мислам што да му кажам, што да заќутам, што да мрнам. Кога Господ вика на почетокот таму кога го виде народот околу себе се сожали, зошто бидејќи беа како овци без пастир. Тоа е, пак ќе речем, основната позиција. Кад ги расправи? Стално ќе има. Прогонство? Стално ќе има. Смрт? Сигурно. Знаете, вчера имаше многу интересен филм. Нешто малку чудно го загледав, 5-6 минути го гледав и им беше малку интересен, заради тоа што имаше еден човек, млад човек, како запуштен, живееше сам во некоја си интересна кукичка и почина мајка. И кога почина мајка му, сега ја носи, ја однесува, ја кремира и се враќа дома назад, нели, во најлон кеса носи кутија со пепелта од мајката и вика, и одеднаш свати дека поредот на стварите тој е следен за умирање. Знаете, сите кога ќе се погледнеме, одеднаш сваќаме дека на некој од нас сме следни во редот за умирање. Ова не е морбидна обседнато со смрт. Ова сакам да кажам нешто реално. Да имате 1000 луѓе околу вас собрани. Како што се родисте сами, така ќе умреме сами. Тоа е реалноста на животот што го имаме. Ама, Христос вика, па не е така. Дојде на светот со план. Ти дав план, те пушти да го исполниш мојот план. Затоа те спасив. И тој план ќе биде оној што ќе те преведе од другата страна, кај што е твојата вечност, затоа што ти си во мојот план. Не е ништо случајно. Никој пат нема да може човек христијанин да каже Боже мој, зошто си ме напуштил? Затоа што вика јасно со вас до крајот на светот. Тој страдаше за ние да не страдаме. Да не го заборавиме тој дел. Тоа е сигурноста за мисијата, за барањето на што го имаме Господ што го дал пред нас. Така е ние дадена мисијата. Одиме со сигурност. Не е само ево ти, оди прави нешто. Не, ево ти, оди прави и јас ќе сум со тебе кога ќе го правиш тоа. Дека Бог ни даде стварно да имаме отворени очи, отворени уши, кога ќе ни ја даде шансата да зинеме, да кажеме нешто за него, да ја искористиме. Со сочувство, со баланс, знаејќи дека може да нема да не сакаат, ама во крајна сметка знаејќи дека исполнуваме неговата воља. Амин.